Почитувани присутни, ние поминавме една исклучително тешка и кризна година, која што во светот беше наречена најголемата светска економска криза после 80 години. Криза која што неминовно се почувствува и во нашата земја и која што тропна на вратите на Република Македонија некаде во октомври 2008 година. Во едни исклучително тешки услови морам да нагласам дека од голема помош ни беше тоа што преходно бевме преземале низа мерки, реформи и чекори во економијата, кои што не само што дадоа ефект во тој период кога беа преземени, значи кон крајот на 2006, во 2007 и во 2008, туку значително помогнаа и за време на кризата. Да речеме, фактот што ги намаливме даноците во државата на 10%, данок персонален, данокот на добивка 10%, фактот што направивме многу чекори во делот на регулаторна гилотина со намалување на некои бирократски процедури, фактот што намалувавме многу трошоци уште пред да почне кризата, трошоци на граѓани, но и на предпријатија пред се кон државата, допринесува во значајна мера да можеме колку толку полесно да ја поминеме таа криза. И мене ми е мило што се покажа во 2007 и во 2008 дека мерките што ги преземавме со намалување на даноците, мерките што ги преземавме со поведување на рамен данок, мерките што ги преземавме со намалување на бирократија, делумно, има уште многу да се сработи во тој дел. Тие мерки покажа резултат во 2007 и во 2008 кога се уште кризата не беше дојдена. Имено, како што знаете, во 2007 го имавме најголемиот историски гледано раст во историјата на Република Македонија, раст на економијата, раст на бруто домашниот производ или GDP, како што го нарекуваат на англиски, при што достигнавме раст од речиси 6%. Ако минатата беше година на криза, се надеваме оваа година да биде година на бавно, но сигурно, постепено заздравување. И еве имаме еден нов податок од денеска кој што е охрабрувачки. Денеска Заводот за статистика објави податок дека индустријското производство во декември, минатиот месец, во однос на декември 2008 година, значи декември, 12 месеци, пораснало за 20%. Тоа е убав сигнал, тоа е одличен сигнал дека работите почнаа да се придвижуваат, меѓутоа кризата се уште ќе биде во нашата држава и во светот, се додека е во светот. И во 2010 година таа ќе заминува, но постепено. Предвидовме оваа година, проектиравме раст од 2% на бруто домашниот производ. Добро е што оваа година тој раст го потврдија и Европската банка за обнова и развој и Меѓународниот монетарен фонд, затоа што во минатите години знаеа често пати да на некој начин да погрешат, давајќи други параметри и на крајот да излезе дека не е баш така. Како што беше моментот кога ги намаливме даноците, тогаш ММФ ни беше кажал дека ќе имаме сериозен проблем со буџетот, бидејќи ќе немаме приходи. Наспроти тоа, кога ги намаливме даноците, приходите пораснаа за 20% во буџетот, па после една година дојдоа и ни кажаа во право бевте и добар чекор направивте. Така што добро оваа година имаме исти ставови, во однос на проекцијата. И јас се надевам, не можам да гарантирам, бидејќи не зависи само од мене и од овие луѓе што се со мене, зависи пред се како ќе се одвиваат работите во Америка, во Европска унија, каде што нашите фирми продаваат, но ако работите одат по тоа како што предвидуваат најдоминантен дел од меѓународните аналитичари, би требало оваа година постепено кризата да замине и од следната година да се вратиме на патеките, на старите патеки на висок економски раст. И ние ќе направиме се што е во наша моќ тоа да продолжи. Она што исто така би сакал да го потенцирам е дека во оваа година што измина за нас останавме доследни на најголемиот дел од ветувањата што ги бевме дале. Да речеме, мене ми е многу мило што едно од крупните ветувања што ги бевме дале го задржавме нашиот курс и нашето ветување, а тоа беше одржувањето и зголемувањето на средствата што се даваат за субвенционирање на земјоделските производители. Имено бевме ветиле дека во 2009 година за субвенционирање на земјоделците ќе се одвојат во буџетот 70 милиони евра.
точно толку и се одвоја во буџетот. Иако беше вонредно кризна година, и имаше многу помалку приходи во буџетот, имавме 2 пати ребаланс за да го кратиме буџетот, ние одвоивме и до денар исплативме 70 милиони евра за македонскиот земјоделец. Оваа година и покрај тоа што кризата се уште е присутна, ние веќе предвидовме во буџетот нови 100 милиони евра за македонскиот земјоделец и тие веќе почнуваат чекор по чекор да се исплаќаат, зависно како доаѓаат културите, така. Да речеме во март се тутунот, во не знам подоцна доаѓа друго, па доаѓа пченицата и така натаму, како доаѓаат културите, земјоделските култури, така се врши и исплатата. Можеби на некои овие бројки не му значат ништо, но јас само ќе ве потсетам за да направите споредба. Во 2006-та, кога дојдовме во владата, во септември 2006 година, во буџетот беа предвидени и пред изборите веќе потрошени се на се 5,5 милиони евра за субвенционирање на производителите во земјоделието, за земјоделците. Значи 5,5 милиони евра. Сега збориме за оваа година 100 милиони евра. Веќе следната година имаме ветено и ќе обстоиме на тоа, ќе има нови 115 милиони евра, а во 2012 година нови 130 милиони евра. Се на се, во нашиот период од 2006 до 2012 во земјоделието ќе се преточат околу половина милиарда, околу 500 милиони евра поддршка на македонскиот земјоделец. Исто така, оваа година, односно 2009 и оваа година, 2010, започнавме еден силен, иако тоа се уште не е многу видливо, и тоа нема да ги реши сите проблеми, еден силен инвестиционен циклус во здравството. Ние имаме најмалку 2 децении дезинвестирање во здравството. Ние имаме болници и клиники без опрема. И одлучивме да набавиме огромна количина на опрема, каква што не се набавила во последните 20 или 25 години се заедно. Веќе дел од таа набавивме минатата година, помал дел, во износ од 5 милиони евра. Во поголемиот дел, околу 69-70 милиони евра, се склучуваат договорите оваа недела. И некаде до мај, јуни, јули треба да пристигне опремата. Значи околу 70 милиони евра. Плюс имаме уште 2 набавки за очната клиника и за новата градска во Скопје. Вкупно ќе достигнеме некаде меѓу 90 и 100 милиони евра од сега, од минатата година практично до 2011 инвестиција во апарати и опрема за здравството. Таква бројка и таква инвестиција нема се вкупно заедно да земете во последните 20-25 години. И ќе кажам, тоа нема да ги реши сите проблеми во здравството. Прво ќе фалат уште, затоа што многу не се инвестирало, многу пропаѓало, а ново не се набавувало. Меѓутоа, сепак значено ќе ги промени работите. И ќе треба и со години нанапред да продолжиме со набавка на медицинска опрема, за да колку толку го вратиме македонското здравство во добра кондиција. Истовремено, оваа година започнува проект некаде во јуни и ќе трае околу 2,5 години до 3 на реконструкција на поголемиот дел од здравствените објекти во Република Македонија, клиники, болници и така натаму. На оние кои што се во руинирана фаза, на оние кои што им течат кровови, не се затвораат прозорци, нема кваки на врати, нема седишта и така натаму. Комплетно реновирање на многу болници и клиники во Македонија. Исто така проект кој што го работиме заедно со Банката при Советот на Европа, која што не поддржува и со која што ќе инвестираме делумно од заем, делумно од собствени средства од буџетот во наредните 2 до 2,5 години околу 100 милиони евра за реконструкција на објектите во здравството. Тоа е исто така еден крупен проект. И заедно со опремата ние ќе имаме во овие 2-2,5 години околу 200 милиони евра инвестиции во подобрување на здравството. Покрај ова, започнуваме еден проект, откако го завршивме имплементирањето на DRG-то. Започнуваме, DRG е методологија за оние кои што не се инволвирани во методологија за пресметување на цените, која што става некаков ред внатре во здравството, што е многу битно, можеби однадвор не се гледа, но за внатре е важно. Започнуваме со еден нов проект. Сега најпрви